Повод за денешната пресконференција е скандалозниот податок што го добивме за апсење на председателот на Единствена Македонија Јанко Бачев после референдумот. Сценариото за апсење на Бачев е во координација на марионетската власт во Скопје и нејзините странски газди кои се познати во јавноста. Веќе е измислен поводот, основот и технологијата како да се изведе ова монструозна операција за апсење на председателот Бачев. Апсењето на Бачев треба да биде за наводна негова инволвираност во настаните од 27 април во Собранието на Република Македонија. Во моментот познато е дека обвинителството за организиран криминал води постапки против 33 обвинети лица за собраниските настани од 27 април. Истото ова обвинителство за организиран криминал, внимавајте добро, веќе извршило разговор со така наречен заштитен сведок, насловен како C1. А овој заштитен сведок, внимавајте добро, изјавил на записникот на обвинителството дека председателот Бачев бил вклучен во настаните од 27 април на начин што ги префрвал уставобранителите кои се сега обвинети на сигурно во Јужна Србија. Една монструозна и нездрава конструкција со цел преку заштитен сведок да се измисли лажна инволвираност на председателот Бачев. Единствена Македонија дојде до записникот за испитување на заштитниот сведок C1 од страна на обвинителството за организиран криминал. Ова е тој записник. Меѓутоа, од законски причини, во овој момент не може да ја презентираме содржината. Совршено ни се познати причините зошто ова го прави марионетската власт. Ја повикуваме марионетската власт во Скопје да не се игра со огин. Оти може да изгори. Може да не следат, да не прислушкуваат, да ни се закануваат со апсења, но нема да дозволиме да ни го скрша духот, оти ќе победиме во оваа битка, референдумот нема да успее. Единствена Македонија, како дел од кризниот штаб проти референдумот, Македонија бойкотира, кој веќе 20 дена води кампања на терен со македонскиот народ, ќе добие оваа битка, заедно со народот, оти ова е битка за опстанок на еден цел народ. Истовремено, процесот кој од поодамна го започна Единствена Македонија за паѓање на оваа ненародна власт, веќе е тргнат. Храбро, решително, во интерес на народот и ништо не може да не всеправи. Доаѓа нова легална власт на Единствена Македонија и никакви закани и апсења нема да не уплашат. Оти нашата борба е исправна. Борба во која сите ние сме спремни да живееме, работиме и ако треба да умреме за Македонија. Дали конкретно навел за кои лица станува збор, кои наводно Јанко Бачев се подели? Наведено е се таму, значи затоа ви кажав дека не можеме да го презентираме во моментот, но се постои внатре. За колку лица барем бројка? И за тоа, значи све постои во записникот, не би давале конкретно ништо информација. Во записникот постои све. Како имате дојдено до записникот? Па има патриоти во оваа држава кои доаѓаат, поминуваат и го ставаат во сандаче на партијата.